Здраво на сите. Фала Дона за најавата. Сега немам со што да се скршам тремата. Значи, работам во МЦМС за одговорен за интернет присуство. Од неодамна работиме на некои интернет проекти, сервиси, вклучително и краудмапинг, концептот кој ќе се обидам денес да го пренесам моето знаење и искуство низ едно истражување и еден проект. Значи, има три цели ни мојата презентација. Првата е еден краток осврт на концептот краудмапинг, кој се темели на краудсорсинг концептот, кој што беше споменат индиректно, речиси во сите презентации денес. Втората целина ќе биде представување на, тоест пренесување на искуство од еден спроведен проект, краудмапинг проект во 2011 година. И третата целина ќе биде неколку извадоци од наводите од истражувањето кој што го спроведов оваа година на тема геомапирање од страна на корисниците во Македонија. Значи, малку по-локално да видиме како е активноста тука. Значи, што е краудмапинг? Краудмапинг представува визуализирање на информации кои што ги прикачуваат корисниците и при тоа наведуваат точна локација на мапа каде се имаат истите случаи. Значи, кога велам информации, тоа може да бидат и фотографии, видео, аудио или пак некоја текст содржина. Производот од овие краудмапинг проекти е краудсорсирана мапа или краудмапа скратено. И гледате, ова е нешто слично на оно што Дани Јанев го збореше, значи некој вид на визуализација на информации, каде што не седи некој дизајнер и ги креира тие дизајни, туку корисниците се тие кои што ги закачуваат информациите. Има 4 типа, да кажам, учесници во овие краудмапинг проекти. Едни се креатори на ваквите проекти, значи оние кои што поставуваат платформа и имаат идеја и го се грижат за текот на проектот. Учесници кои што активно учествуваат преку мапирање на информации. Учесници кои што пасивно учествуваат преку посетување и информирање од овие проекти и учесници кои што активно придонесуваат преку развивање на овие платформи за краудмапинг. Постојат три типа на проекти. Отворен тип, каде што се дозволува корисниците да прикачуваат информации, покрај тоа што може да дојдат и да се информираат од истите. Затворен тип, каде што информациите на мапата ги сместува креаторот на проектот, значи затворен за корисниците надвор од проектот, и комбиниран тип, кој што воедно и најчесто се користи, каде што информациите се приложуваат и од основачот на проектот и од корисниците кои што имаат нешто да споделат. Алатки за мапирање при тоа, значи се користат комуникацијски алатки за пренесување на овие информации преку веб формулар, дали преку мобилен или преку компјутер. Се отвара форма, внесувате име, презиме доколку сакате, информацијата која што сакате да ја прикачите и локацијата каде истата се случила. Мобилна апликација во поново време со смартфоните и со GPS уредите кои што ги се вградени. За iPhone, Android апликации со чија помош брзо на лице место може да споделите некаква информација. За оние кои што немаат интернет пристап на своите мобилни, може да го направат тоа преку праќање на SMS порака или телефонско јавување. Исто така алтернативно се користи имейл, испраќање на имейл или пак преку социјалните медиуми, например со некој предодреден Twitter хаштаг. Може да се одредат од неколку групи на проекти, значи која е причината за која што тие проекти постојат. Најчесто се сретнуваат употреба преку мапирање улици и патишта, мапирање на кризи и инциденти, градење на заедници, Foursquare или Facebook Places, Google Latitude и слично, граѓански активизам, веќе во неколку пати спомнат и со хаштаг кој што се користеше, мапирање на бизниси и мониторирање на избори. Сега одвоев неколку глобални и локални проекти кои што сакав да ги прикажам за да не биде се ова на суво.
OpenStreetMap представува најголемиот crowd mapping проект и воедно можеби и најстар. Функционира на принцип на вики сајтовите, каде што корисниците можат да додаваат или подобруваат информации, се бележи историја нели за секој податок. И интересното што производот од овој проект е крауд мапа која што може понатака да се користи како основа за другите проекти на кои што врз која што корисниците ќе можат да закачуваат информации. Значи покрај OpenStreetMap исто така и Google Maps се користи. Google Maps од неодамна исто така отворија мапата за други корисници да може да ги уредуваат улиците, објектите и слично. Значи видоа која е предноста на овие проекти и сака да го фатат возот додека може. Окей. Следен проект кој што вреди да се спомене е картата на за помош, која што се креираше во 2010 година. Оваа мапа се креираше во времето на големите пожари, ако се сеќавате во Русија. Значи не беше искористена оваа мапа за да се лоцираат жариштата, да се означат жариштата, туку беше еден вид на мост помеѓу корисниците, тоест луѓето на кои што им беше потребна помош и луѓето кои што можеа да дадат некаква помош. Значи дали се работи за преноќалиште, дали за храна, средства, помош во расчистување, било како, корисниците доаѓаат тука и може да најдат кој на кого како може да му помогне. Овој вебсайт, овој сервис доби награда за најкорисен сајт. Од локалните примери, можеби долго проект кој постои е Поправи МК. Сајтот кој што има цел да ги лоцира, тоест преку корисниците да ги лоцира сите проблеми со инфраструктурата, значи сите дупки, оштетување на патишта и слично. Корисниците може да дојдат да пријават некоја дупка, истата да биде евидентирана и одговорните власти да потоа го регулираат оштетувањето. Следен е можеби најнов од примерите кои што ги успеав да ги лоцирам во Македонија, значи пријави корупција. Се работи за владин проект, каде што гледате во десетина категории, корисниците можат да пријавуваат случаи на корупција. Доктори МК Локатор, доста интересен, значи корисниците мапираат специјалисти, дали установи, аптеки, било што е поврзано амбуланти, што е поврзано со медицина. Секој може да дојде да види во својата околина каде може да најде аптека, доктор за одредена специјалност и слично. Сите овие проекти што ги покажав до сега се од отворен тип, значи било кој може да дојде и да поставува информации, да се информира слободно. Проектот кој што го правев во рамки на поголем проект од МЦМС, значи во склоп на проектот Мојот избор 2011, кој што се спроведе во време на изборите парламентарни во Македонија. Значи имавме голема дилема дали да го почнеме овој проект или не, бидејќи имавме многу малку време. Бевме свесни дека се работеше за десетина дена до денот на изборите, но сепак се одлучивме да го спроведеме и да научиме некоја лекција од тој проект. Ја користевме Ушахиди платформата, која што представува слободен софтвер, слободна за употреба, за менување, апдейтување или подобрување било како. Наидовме на неколку пречки во имплементацијата, не беше подготвен за кирилично писмо и имаше недостасуваше превод на целиот интерфейс, значи беше изворно на англиски. Она што може да го видите е дека мапата каде што се бележеа сите пријави и одвоивме три категории општи, но сметавме дека се доволно добри за почеток, односно неправилности, се однесува на неправилностите во изборниот процес, не само на денот на изборите. Митинзите, ги обележавме сите митинзи кои што беа најавени од политичките партии со точната локација каде ќе се случуваат и избирачките места каде
каде граѓаните може да гласаат. Значи доколку некој немаше информација, може да се види точно во околина каде има митинг, дали се случува некоја нерегуларност, инцидент или слично и дали на каде се наоѓаат избирачките места. Понудивме можност да се пријави преку вебсајтот, да се прати имейл, да се употреби Twitter хаштаг или единствено немавме време да разработиме опцијата за праќање преку SMS, само затоа што немавме доволно време. Значи, ова беше линкот, moјатизбор.mk/пријави. Ушахиди платформата е веќе имплементирана во преку 150 земји, баш како мониторинг за избори, во улога на мониторинг на избори. И направена една анализа на податоците околу посетеност и околу активност на самиот сајт. Значи, посетеноста, ќе видите од овој график тука, значи пикот е денот на изборите. Може да забележите дека 15 дена пред самиот ден на избори и 15 дена по денот на избори е пресечен, значи 30 дена. Активноста во посетеност, во page views, значи прегледи на содржини е идентично, значи го следи истиот тренд. Беа во рокот од 20 мај до 20 јуни, изборите беа на 5 јуни, 1561 посета имаше овој сајт, значи негде во 30 дена, како ќе му дојде по 50 на посети, кои што прегледа 4318 информации. Во случајов на овој сајт информации се само прикачени мапирани информации. Во просек 2 минути 46 секунди се задржале, од 28 држави дошле на корисниците на овој сајт, значи се со живење во 28 различни држави и 41 извор беше забележан од каде што се пристигнало на овој сајт. Гледате дека значителен удел имаат search engine-ите, што беше многу чудно затоа што се работеше за сајт не постар од 10 дена, јавно достапен. Околу активноста имаше вкупно 186 пријави во 8 категории, значи изборните единици беа поделени од 1 до 6, митинзите и нерегуларностите, со црвена боја се нерегуларностите, а другите од прилика се подеднакво застапени. Имаше вкупно 64 пријавени неправилности, со тоа што само 4 беа од страна на корисници. Да, малку. Другите 60 беа закачени од нас, бидејќи имавме луѓе кои што беа на терен, кои што ги собира, тоест евидентираа неправилности и ни ги праќаа преку сајтот. Беше оставен еден коментар и се користеше веб формата за превоѓање на сите овие нерегуларности. Дополнително, овие избори беа едни од помирните, па можеби реално немало нешто многу потреба од дополнителни пријави. Истражувањето кое што го спроведов оваа година беше на тема учество во краудмапинг проектите, односно геомапирање од страна на корисниците од Македонија. Беше применета квантитативна метода, како инструмент за прибирање на податоците се користеше анкета. Содржаше 20 прашања, но 2 сценарија, односно имаше еден сет на прашања за оние кои што досега учествувале и друг сет на прашања за оние кои што немаат досега учествувано во краудмапинг проекти. Беа прибрани 946 одговори во рок од 5 дена, што е солидна цифра. Истите беа анализирани и представени на одите. Ова се дел од одите. Само 7% учествувале во краудмапинг проекти, што е мала застапеност. Како изгледа профил на еден од корисниците кој што мапира, според врз база на демографските податоци, пресекот вели дека се работи за машко на возраст од 25 до 34 години, вработен со завршено високо образование. Значи, тој профил најчесто мапира. 55% од оние што мапираат за општо добро како причина. Мапирањето на бизниси, улици и патишта е најчеста причина зашто го правеле тоа. Најчесто се мапирало преку веб и преку мобилен, и тоа мислам дека 85% го сочинува овој податок, значи останатите 15% се уште оние 6 други алатки што ги видовме. И генералната забелешка е дека процесот е едноставен, процесот на мапирање.
За неучесниците, кои што го сочинуваат 93% од вкупниот број, 54% не сретнале проект во поле на интерес и затоа не мапирале до сега. 26% воопшто не се запознаени со концептот на краудмапинг и 1% не мапирале бидејќи процесот им изгледа сложен. Тоа е од една страна добро, бидејќи кога почнувавме со проектот и општо со краудмапинг проектите, мислев дека тој процес ќе биде доста сложен за корисниците. Добрата работа е исто така дека 71% од оние кои што досега не учествувале во овие краудмапинг проекти во иднина би го правеле тоа. Како заклучоци издвоив 3 кои што сметав дека треба да се скажат. Едно, дека многу поголема употреба на глобално ниво, значи има безброј проекти кои што каде што има реална имплементација на овие краудмапинг проекти во однос на локално ниво, каде што успеав да лоцирам некои 5. Во меѓувреме ми кажа за уште еден проект Најда Македонија кај што ќе се мапира отпадот. Поздрав, Тони. Да, е готово. Од проектот за мојот избор може како најбитен заклучок да се извлече дека рана имплементација на тие проекти е многу битна за да има време да се дознае за проектот и да има време корисниците да се навикнат дека може да примаат информации, да прикачуваат и слично. И од истражувањето може да се извлече дека е мала активна вклученост во мапирање на информации во Македонија. Значи треба да се размисли да не само да се мапираат, туку и да се покриваат вакви платформи, Ushahidi, CrowdMap, GeoCommons, UMap, се платформи кои што може да се искористат за мапирање. Мојата порака е да ги разгледате, да размислите дали имате некоја кауза која што може да примените тој проект. Тоа би било, ако имате прашања. Благодарам.